Се уште нема договор меѓу власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на специјалното обвинителство. И по вечерашната средба во Министерството за правда остануваат клучните разлики околу статусот на СЈО и употребата на бомбите како докази пред суд. Законот за јавно обвинителство треба да го помине тестот на времето и затоа власта треба да ги прифати аргументите на ВМРО ДПМН засновани врз праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, рече пред почетокот на средбата членот на работната група од опозицијската партија Антонио Милошовски. Затоа денес се предложиме не само една група на обвинители да има независен буџет или повисоки плати, туку целото обвинителство и секој обвинител, без разлика дали работи во Скопското обвинителство, во Основно јавно обвинителство или во Републичкото обвинителство, да имаат поголем буџет и поголеми плати и повеќе ресурси за да можат да се носат во борбата со своите надлежности. Министерката за правда Рената Дескоска пак вели дека аргументите на власта ќе обезбедат стабилно и трајно специјално јавно обвинителство, кое решение има поддршка и од Европската унија. Значи тоа се клучни прашања кои што реално во концептот на владата се прашања кои што треба да обезбедат стабилно специјално јавно обвинителство, кое што ќе има сопствени ингеренции, кое што ќе има сопствени гаранции за вршење на надлежностите, така што тој дел е нешто што е ставено веќе и во стратегијата за реформи на правосудството и за кое што имаме поддршка од Брисел. На вечерашната средба присуствува и представници на Демократската унија за интеграција, кои ја поздравија конструктивноста на опозицијата и договорот за продолжување на разговорите за предлог законот за јавно обвинителство.